Драги ученици, во денешното видео ќе се запознаеме со поимот придавки, каде се наоѓаат во реченицата, каква функција имаат и крај кои зборови ги наоѓаме. Ајде да започнеме. Придавките се менлива група зборови кои именуваат некаква карактеристика на предметите, суштествата и појавите. Нивната основна функција е да ја определуваат именката и затоа се наоѓаат непосредно пред неа. За полесно разбирање на погоре објаснетото, продолжете со гледање на видеото. Што знаеме за топката? Во реченицата Тино има топка. Како ја замислуваме топката? Постојат бесконечно многу начини на кои би можеле да ја замислиме топката. Еве некои од нив. Топката може да биде мала, голема, нова, шарена, според материјалот од кој е направена може да биде гумена, кожна, според спортот за кој што е наменета, може да биде фудбалска, ракометна, може да биде првата топка што некојаш сме ја добиле, може да биде втората топка што сме ја добиле на подарок, може да биде моја, твоја. Со сите овие карактеристики веќе можеме поблиску да ја определиме како изгледа топката која што ја замисливме. Ако во реченицата се најдат неколку придавки, една до друга, а се однесуваат на иста именка, тогаш задолжително е да ги одвоиме со запирка. Тино има нова, шарена топка. Тогаш нова и шарена треба да ги одвоиме со запирка. Еве една препорака која ќе ви помогне како најлесно ги откриете придавките во реченицата. Најдете ја именката во реченицата, погледнете дали пред именката стои збор кој ја објаснува именката. Доколку најдете таков збор, тоа е придавката во реченицата и всушност представува одговор на прашањата какво е нештото, чие е или од што е направено. А сега ве предизвикуваме секој од вас да напише по 5 реченици во кои ќе употреби барем по една придавка од придавките наведени во видеото. Сикајте ги изработките и испратете ни ги на адресата од нашата училница, за да можеме да ги објавиме на нашата страница. Бидете послушни и редовно мите ги рацете. Ви благодариме на вниманието.